Истражете го најубавиот дел од брегот на Охридско езеро, преку спорт и рекреација со веслање, суп даски, кајаци или возење со педалинки. Ако барате уникатен начин да ги истражите прекрасните брегови на Охридското езеро, комбинирањето на релаксирачко возење со педалинки со веслање, суп или кајак може да биде само искуство што треба да го доживеете доколку сте на Охридско езеро. Ние, како почетна точка за оваа авантура, ви го препорачуваме приубавото село Трпејца, каде на плажата можете да изнајмите суп, кајак или педалинка. Тука изнајмивме суп од Фруди Суп Борд, чии контакти ги гледате сега на екранот. За семејствата со деца или за групи, препорачуваме комбинација од суп даски со педалинка, на која што по потреба може да одмарате или да понесете со вас храна и пијалоци. Познато како македонското Сен-Тропе, Трпејца е некогашно рибарско село кое нуди совршен спој на природна убавина и мирен амбиент, обкружено со живописен брег и преубави плажи со бисерно бели камчиња, заедно со кристално чистите води го прават идеална почетна точка за вашата рекреативна летна авантура. Од самиот момент кога ќе тргнете од Трпејца, ќе се најдете потопени во мирното обкружување на Охридското езеро. Суповите, кајаците или педалинката, како одличен избор за рекреативни активности на езерото, ви овозможува да се движите со сопствено темпо, впивајќи се во прекрасните пейзажи што се расплетуваат пред вас, почнувајќи од фасцинантните бои на бисерно чистата вода во езерото, кои тука варираат од светло-зелени до тиркизно-сини, па се до величенствените пейзажи кои ги креира планината Галичица. Изборот за рути по кои ќе веслате и ќе се возите е голем. Така можете да тргнете кон познатата карпа кај Трпејца, која како најголем камен во езерото се издига од водата и е идеална за кружење околу неа, па се до оваа мала лагуна над која се издига голема карпа во која е пештерската црква Свети Никола. Од другата, јужна страна на селото е малото надол, каде езерските води се тиркизно-сини. Тука брегот исто така е со импозантни карпи и мали пештери, како оваа која сега ја гледате, или мали плажи, до кои се стигнува само по вода, како оваа, над која се издига карпа висока неколку десетици метри и прави сенка и ладовина на плажата под неа, која е пријатна за правење пауза. Тука ние направивме кафе пауза и се разладивме со сок и ладно кафе кој го понесовме во термос. Уживањето во мирот и спокојот на езерските води се спојува со звуците на штурците кои доаѓаат од шумите на планината и шумовите од брановите кои полека и нежно удираат во брегот. Веслајки и пловејќи покрај брегот, ќе гледате во провидната вода на езерото и јасно можете да го гледате релјефот под вода. Ќе наидете на неколку поголеми карпи кои стојат под вода, а на некои од нив можете и да направите мала пауза, да застанете на нив и да одморите во овој необичен езерски амбиент, креиран од природата низ милионите години постоење на езерото. Потоа, движејќи се покрај брегот, ќе пристигнете во манастирот Света Богородица Захумска, попознат како Заум. Сместен на зацкриен дел од брегот, овој манастир од 14 век е место кое нуди спокојно повлекување од метежот и вревата на секојдневниот живот. Старите зидови на манастирот, кои ги красат со фрески, зрачат со чувство на безвременска духовност и историско значење. Патување за враќање, размислување за искуството. По оброкот, повратното патување до Трпејца нуди уште една можност да уживате во убавината на Охридското езеро. Мирните води, благиот ветер и живописниот пейзаж обезбедуваат совршен амбиент за размислување. Додека гледате назад, ќе имате шанса да го цените уникатниот спој на физичка активност, културно истражување и кулинарско задоволство што го нуди оваа авантура. Практични совети.
Термин се препорачува да одите рано наутро или доцна попладне, за да се избегне пладневната топлина и да уживате во најмирните услови на вода. Безбедност. Секогаш носете елек за спасување, освен ако не го владеете добро пливањето. Храна по ваша желба, како и крема за сончење и капа за заштита од сонце. Не заборавајте на вашиот фотоапарат да снимите прекрасни гледки. Рекреацијата на Охридското езеро, комбинирајќи патување со педалинки или веслајки суп даски или кајаци во Трпејца, обиколувајќи ја познатата Карпа, пештерската црква Свети Никола и Заум, е совршен спој на авантура, релаксација и одличен спој со природата. Независно дали сте солопатник, пар или семејство, ова уникатна активност ветува дека ќе имате прекрасен ден исполнет со авантури и доживувања. На крајот понесете ја убавината на Охридското езеро во вашите спомени, секогаш да ви ја плени душата.